Добар ден, да ви се заблагодарам, се разбира, за присуството, затоа што за нас е исклучително битно да бидат пренесени ставовите на СДСМ, затоа што се тие битни за она што се случува денеска во нашата држава. Денеска се разбира, ќе зборуваме и за дипломатијата и неуспесите на дипломатски план кои што чинат државата и многу пошироко. Видовме 24 часовен молк на премиерот Мицковски, кој што буквално го снема од политичката сцена после неговиот гласен настап на лидерската средба. Вчера не можевме да го видиме никаде. Се надеваме денеска и го повикуваме да се појави. Се разбира, тоа не е случајно, затоа што требаше да даде одговор за тоа зошто САД не стави на таа фамозна листа. А ако некој може да даде одговор на тоа прашање, тоа сигурно е другарот од периметрот на Трамп, нашиот премиер, кој што веќе речиси 2 години убедува дека нели се исклучително битни и блиски пријатели така натаму. Во недостиг на негово присуство, што би рекле од неговата партија за уши, го извади министрот за надворешни работи Муцунски, кој што никако не може да го слушнете да зборува за неуспесите на македонска дипломатија, но вчера мораше да излезе и се случи уште една голема грешка. Тоа е еден трагикомичен настап на политичар кој што многу зборува, а ништо не кажува, и кој што е персонификација на денешната киндер дипломатија која што се случува, за жал, во Република Македонија. Она што сакам да го кажам е дека Мицковски фактички го надмина својот претходник Груевски, кој што, како што знаете, заврши на црната листа. За жал, Мицковски да стави целата држава на црната листа на САД. Но неговото отсуство не може да го покрие фактот дека одлуката на САД да ја суспендираат обработката на визи за македонските граѓани не е техничка пауза, како што кажа вчера Муцунски, туку е јасен политички сигнал и предупредување до нас. Соединетите американски држави внимателно ја следат состојбата во земјата и ове, како што кажав, јасен сигнал дека гледаат проблем, односно дека нешто не е ред во нашата држава. Толку од овој периметар на премиерот Мицковски, кој што со мит се обидуваше да создава таква слика во нашата држава. Неговите одлични, специјални односи, како што самиот милуваше да каже, со САД, се толку добри, што завршивме во периметарот на Сомалија и земјите од третиот свет. Македонија ја плаќа цената на погрешните политики на Мицковски, кои водат кон затворење, кои водат јасно кон изолација на нашата држава. Тоа зголемува недовербата на граѓаните кон државата, кон институциите, а недостигот на економска перспектива за луѓето ги тера младите да заминат од оваа држава, да се иселат, затоа што едноставно не гледат иднина во својот дом. Вчера Вашингтон испрати јасна порака дека се незадоволни од капацитетот на нашата држава, дека постои недоверба во институциите на македонската држава и трето, дека очекуваат реформи кои упорно и упорно не се спроведуваат во нашата држава. СДСМ подолго време укажува на политиките, на погубните политики, на тендер коалицијата за ВМРО знам, кои го загрозуваат стратешкото партнерство со САД и процесот на интеграција во Европската Унија. Надворешната политика на владата се сведува, бидејќи го нема, како што кажав, редовно го нема министерот Муцунски, се сведува на активностите на најблискиот пријател на Мицковски, Иван Стоилковиќ, со нотите волци кои што се разбира се блиски со Путин. Индикативно е што овој период се погласни се дипломатите од времето на ВМРО ДПМН, така наречените експерти, но и помалите сателит партии, кои што секојаш први излегуваат, да ги напаѓаат Соединетите американски држави, да ја напаѓаат политиката на Вашингтон, да ги напаѓаат одлуките на Трамп, па дури да тврдат дека ние всушност и немаме стратешко партнерство со САД. Паралелно со ова, власта и понатаму упорно продолжува со својата анти-ЕУ кампања. Наместо реформи,
наместо тоа, намерно се продуцираат суди, се разбира со нашите соседи, биеќи атрактивна тема, со Грција и со Бугарија. Затворените прашања повторно, намерно се отвораат, за да се оправда изолацијата, а не да се дојде до решение што се потребни на сите нас како граѓани на оваа земја. Во таа смисла, мерката на САД, треба да кажеме јасно, е дипломатски сигнал, е политички аларм и индикатор за тоа каде реално се наоѓа денеска нашата држава на меѓународен план. Ова се први чекори што ги гледаме. САД носат и закон за Западен Балкан. Ние упорно постуваме оваа тема, не добиваме одговор од власта, кој што е насочен директно кон борбата против криминалот и корупцијата. За крај, сакам јасно да порачам во име на партијата дека СДСМ ќе продолжи јасно и гласно да ја разоткрива оваа тајна агенда, опасна агенда на власта, и да се бори против политичката изолација и загрозување на стратешкото партнерство со САД, но се разбери загрозување на стратешкото партнерство со Европската унија.